за општинскиот буџет. Сега рачунајте, сметајте дека сите тие проекти прават заштеда на пари. Затоа што ако ги добиеме средствата од друго место, нашите пари кои што се собираат од граѓаните, од даноците, ќе се финансираат за други проекти кои што се битни за општината. Тука сега доаѓа вашето прашање. Развој на културата, развој на спортот. Да. Спомнавте култура, спорт, здравство. Здравство. Добро, видите, во здравството сега искрено не сум толку упатен колку може општината да помогне, сепак тоа е државна, тоа е под државата, ингеренциите се. Владата на државата, но Јас се надевам на отворена соработка со владата, да не смета дека не сме град кој што не припаѓа во Македонија, да си ги преземат своите одговорности и да се работи. Мислам дека сегашниот директор е прекрасен, го познавам како личен пријател, добро ја води работата, имавме оддел за породување кој што голем број граѓани доаѓа во Струга затоа што во Охрид се реновираше и тука треба да се направи некаква централизација, заеднички да се работи Струга и Охрид да стане центар за здравје и на Стружани и на Охриѓани. Инаку нема логика ако не соработуваме заедно. Ние сме едно, сепак треба некоја да има блиска соработка. Зошто да не и прекогранично, например со Поградец. За здравството. Да. И сега видите, за културата. Струга го имаше едно од најголемите кина во Македонија. Тоа кино е распаднато, во ужасна состојба, таму се одржува стушките вечи на поезија. Тоа е под државата, не се финансира, нема, јас барем не сум видел никакво реновирање, можеби грешам. Нека ме исправат ако не сум во право.